civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Димитриевски, бидејќи заврши изборниот процес за изборите локалните избори што се одржа минатиот месец, би сакале вашата проценка за целосниот изборен процес? Па јас мојата проценка можам да ја дадам по однос на општина Куманово. Најпрвин сакам да честитам на сите граѓани кои што излегоа на овие избори, дадоа свој допринос во делот на развојот на демократијата и воедно имплементација на она што значи локална власт. Благодарност до сите кои што дадоа подршка на концептот за наше Куманово и мене како актуелен градоначалник на Куманово, но секако ќе направам се да се здобијам и со поддршката на граѓаните на Куманово кои што не дадоа поддршка и ќе направам се да бидам градоначалник на сите граѓани во Куманово без разлика на нивната партиска, верска или било која друга определеност, бидејќи Куманово е Македонија во мало и јас сум должен да менаџирам со овој град подеднакво за сите граѓани. Имавме динамичен изборен процес. За жал истиот беше исполнет со голем број на, како да кажам, злоупотреби од страна на поединци кои што ја практикуваат централната власт, бидејќи се ставија во функција на изборниот процес одредени луѓе кои што се во институциите, каде што првенствено главна улога имаа луѓе кои што се вработени во дел од државната и јавната администрација, позиционирани на високи позиции и луѓе кои што се вработени во Министерството за внатрешни работи. Тоа во рамките на самиот изборен процес во неколку наврати го потенциравме и на пресконференции, а со тоа ги запознавме и меѓународните представници и наблюдувачите на овие избори. Но како и да е, граѓаните на Куманово тоа го препознаа и го дадоа своето мислење и резултатот е тој кој што е. Успеавме да обезбедиме победа и поддршка од граѓаните со над 6000 гласа во вториот изборен круг и сметам дека на овој начин се отвора и една нова страница во македонскиот плурализам со она што значат независни кандидати на политичката сцена и верувам дека истиот ваков потек кој што беше повлечен и од мене и од некои други колеги во државата ќе даде само свој допринос за развојот на демократијата, бидејќи живееме во црно-бел свет во кој што партиите се на прво место, што е спротивно, сепак државата и граѓанските интереси мора да бидат во прв план. Значи, според вас, сепак изборите беа демократски и што и да се случи во текот на изборниот процес, сепак не влијаеше на крајниот резултат на изборите, така ве разбрав. Па демократијата на крајот победува секогаш, бидејќи демократијата е всушност народот и никој не може да биде посилен од народот, но не можам да кажам дека беа во целост демократски, бидејќи имавме голем број на нерегуларности од страна на против кандидатите, особено од против кандидатот на СДСМ, видовме голем број на непринципиелности, обиди за изборни подкупи, каде што беа директно инволвирани луѓе кои што се вработени во одредени министерства на многу високи позиции, вршење на притисок на луѓе кои што се вработени во сегментот на образованието, детската заштита, детските градинки, дополнително инволвираност на луѓе кои што носат униформа, а сепак тоа согласно законот е забрането, брутално кршење на законот за кој што и покрај пријавите не се водат соодветни постапки. Видовме злоупотреба на државниот апарат во политички цели и тоа е ништо што против што се боревме своевремено во периодот кога Груевски беше на власт, за жал се уште не сме имуни од такво нешто. Јас како човек се спротивставив на тоа, а луѓето во мојот тим исто така. И на крајот секогаш победува демократијата и мислам дека Куманово е еден добар пример на кој што треба да се градат
идните искуства на овој план, како да се развива демократија и како да се бориме против ваквите апарати кои што се сушност осмислени, претходно осмислени од страна на поединци кои што практикуваат власт на централно ниво, бидејќи тие имаат ингеренции во делот на овие надлежности на државата. Нешто многу кратко за изборниот ден. Како имавме во Куманово, се гласаше еднаш два пати за изборниот ден, како изгледаше во Куманово според нели вашите согледувања? Во Куманово имавме два изборни круга. Во првиот изборен круг имавме пласман на два кандидати, во вториот изборен круг во текот на денот беше висок одзив, особено во делот на гласачките места, каде што беше претежно македонскиот електорат. Големи активности од страна на политички партии, особено на блокот на позицијата, представувам преку СДСМ и ДУИ, во делови на градот каде што живеат етнички албанци, исто така големи активности во текот на денот каде што живеат и представници на ромската етничка заедница, но сепак на крајот победуваат граѓаните. Навидом сето тоа изгледа мирно, но во суштина кога ќе загребете под тоа ќе видите дека се носеа градежни материјали, се дистрибуираат до одредени делови на градот, каде што се оставаа на располагање на граѓаните, а подоцна во легитимни постапки, кога ќе се ангажира инспекцијските служби на општината, се доаѓаше до заклучок дека истите градежни материјали за истите кои што се оставени на јавна прометна површина се јавуваат како сопственици лица вработени во Министерство за внатрешни работи, од кои што и некои директно вработени во кабинетот на министерот за внатрешни работи. За сето ова треба да се сноси одговорност. Јас очекувам одговорност и од министерот за внатрешни работи, а и од одредени други поединци кои што дозволија да се злоупотребуваат таквите институции. Да, сега веќе навлеговме во третиот дел од нашиот разговор. Значи, ова веќе се очекува нели во постизборниот процес. Како тече сега постизборниот процес? Има тензично е, не е тензично? Мислам, ги гледаме сите работи што се случуваат, меѓутоа од една ваша гледна точка. Па сите тие притисоци кои што ги имавме од страна на тие институции врз општината и редовното работење на општината и општинските служби одеднаш спласна. Например, чекавме една согласност повеќе од 2,5 месеци за да отпочнеме со градба на кружен ток во градот и по завршување на изборниот процес ја добивме во рекордно време од 7 дена. Зошто тоа се правеше? Свесно да се закочи општината, бидејќи без разлика дали сме во изборен процес или не, општината мора да работи согласно годишната програма. Имаме случаи каде што полициски инспектори ги стопира работните групи кои што работеа согласно договорени тендерски постапки и договори склучени со општината и реализира одредени инфраструктурни проекти, како брутално се исклучуваа од секојдневното работење и беа под притисок. Сега не се чувствуваат по завршување на изборниот процес таквите појави не се повторуваат и тоа само покажува дека сето тоа беше во функција на изборниот процес и да се попречи и општината и јас како актуелен градоначалник да работам, но јас сум човек кој што не гледа зад себе, сум човек кој што гледа напред. Мојот приоритет во моментов е довршување на развојните програми на општината за тековна 2021 и секако имплементација на предизборната програма во онаа што значи капитални проекти и реализации на проекти во теком на 2022-2023 година, каде што се обидувам да направам еден сублимат на програми од сите политички партии, впрочем ги повикав затоа и против кандидатите, на еден конструктивен разговор, да видиме што е тоа што можеме сите заедно да го вклопиме. На локално ниво, според мене, треба да се води многу помалку политика, а многу повеќе да се делува политиката, нека се води на централно ниво, а нашиот интерес на сите, впрочем, е да го развиваме градот и од општината, да
направиме поубаво место за живење и на нашите сограѓани и на сите оние кои што доаѓаат да го посетат Куманово, бидејќи Куманово е град кој што заслужува да се развива и да се шири во вистинска смисла на зборот, да доживее епитет на еден модерен проевропски град. Ви благодарам многу и ви посакувам успех во следниот мандат со управување со вашата општина. Ви благодарам и на вас, поздрав до екипата на Цивил и секако вашите гледачи, слушатели и читатели. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.